Во Министерството за транспорт се размислува за повторно враќање на патничките возови на линиите што неколку години не се во функција, а меѓу нив е и пругата кон Кочани. Ваква најава даде ресорниот министер Александар Николовски во одговор на новинарско прашање при денешното промовирање на железничкиот превоз на пругата кон кумановското село Белјаковце, а во иднина и кон Крива Паланка. Она што е наша заедничка амбиција е во следниот период да, јас ги нарекувам овие градски возови, затоа што се работи за дистанции кои што и не се така големи, да пуштиме градски возови и до Тетово и до Гостивар. Секако амбиција и да се врати целата линија до Кичево, понатака до Штип и до Кочани. Тоа е следната амбиција за која што се надевам за брзо време ќе можеме да ве поканиме тука. Како што Канал 8 веќе информираше, последен пат свирежот на локомотивата на железничката станица во Кочани се слушна во средината на март 2021 година, кога околу 5 часот изутрината тргна патничкиот воз за Скопје. Следниот ден воз немаше, а на шалтерот од билетарницата во станицата 8 на Ливче со известување дека билети не се продаваат. Во краткиот телефонски разговор, тогаш од јавното предпријатие Македонски железници одговорија дека релацијата кон Кочани не е опфатена со измените во возниот ред поради воведените мерки заради ковид состојбата. Неколку месеци подоцна следуваше ново објаснување дека прекинот на патничкиот транспорт по железничката линија кон истокот е поради дефект на локомотивата, чие сервисирање се најавуваше да заврши до јуни 2021. 4 години подоцна доаѓа најавата за можно враќање во сообраќај на патничкиот воз на релацијата Скопје-Кочани и обратно. Граѓаните се надеваат дека нема да поминат уште толку години за да се види дали овој пат тоа ќе биде реалност или ќе остане само амбиција.